Лично јас паѓам се уште во средната класа. Да се осеќаме фригидно. Дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа да го знаеме. Значи, мојот анкетен лист е реално достапен на јавност. Мојот имот, лично заедно со возилата мои на сопругата, вреди некој 60, 70, 80 илјади евра. Ситна роба, дуќанчина. Сум она што минатото го врзало за мене, од земјоделие до менаџментот во комерциите на фирмите, кои што ги работеле, ги создале моите татковци и чичковци. Тендери се со вредности од 108.000, од 84.000, 35.000 денара. Се го сметате ли вашиот претходник за реформатор? Државотворен. Би го карактеризирал карактерот на Бранко Црвенковски во македонската политика. Приватизацијата што ја спроведе беше правилна. Секој пат има подобро. Јас сум искусен во оваа партија, ги знам деталите. Во тој период знам дека носеше одлуки, бев активист во оваа партија, прилично упатен, дека носеше максимално одлуки кои што се во корис на граѓаните. Романот Село под 7 јасење е нешто кое што не создава како македонци. Од хигиеничарот во единица до некој директор во некоја институција која што е под општината. Одлучува кадрова комисија на СДСМ. Кадрова комисија на СДСМ одлучува кој да биде вработен. Командир на полиција во Спилица. Исто компромис ден. Нишка е. Јас се радувам што ваквите нови пракси кои што ги применуваме во една Струмица, во едно Охрид, во едно Куманово, во еден Карпуш, се пракси на партијата. Прво, секогаш е многу добро медиумите да ја прашат и опозицијата за став при крупните. И ние треба да имаме став. Ние аплицираме да бидеме власт. Живи луѓе има да јадеме после. Реално оно што случува во Македонија, добро ќе се пука сега. Значи не верувам, добро ќе се пука. Најверојатно дека ќе нема избори, но треба да се подготвуваме како да ги има. Гледа, ајде само да слуша орот. Или како говореше човек му ги живеше тука на апарат. Јас така се гледам и да тргнеш камерата.